Почитуван премиер, председател на владата на Република Северна Македонија, почитуван шеф на делегацијата на Европската унија во нашата земја, почитуван министер за локална самоуправа, почитувана господјо Сахеќан, постојана представничка на програмата за развој на Обединетите нации, почитувани министри, колеги градоначалници, почитувани гости од странство, представници на меѓународни домашни организации, почитувани медиуми, почитувани гости. На 1 јули наредната година ќе се навршат 15 години од започнувањето на имплементацијата на процесот на децентрализација во нашата земја. Оваа бројка доволно говори дека беше време да направиме нов чекор во овој процес, и овој процес да го продлабочиме со цел да ја зајакнеме локалната власт. Во текот на изминатите години собрани се доволно искуство. Се соочивме со многу предизвици, направивме анализи, а сега треба сериозно да се фатиме за работа со цел од нашите општини да направиме пофункционални институции и спроведувањето на надлежностите да го направиме на тоа ниво да биде со повисоки услуги кон граѓаните. Впрочем, заедницата на единици на локална самоуправа во континуитет ги нотираше сите предизвици со кои што се соочува во општините во рамки на спроведувањето на нивните надлежности. Истите ги преточивме во така наречени систематизирани ставови кои што ги доставуваме перманентно до централната власт. Минатата година во овој период имавме и заедничка средба со владата. Наидовме на огромно разбирање, особено од страна на председателот на владата како еден од нашите, да речам, поранешни градоначалници, што резултираше во текот на месец јуни на седница на Управниот одбор на ЗЕЛС да започнеме заедно со владата процес на сериозна анализа и процес на сериозно продлабочување на почетокот на децентрализацијата со префрлање на надлежности од централно на локално ниво. Од тогаш работите тргнаа многу поинтензивно. Се формираше мешовито работно тело со представници од ЗЕЛС, министерот за локална самоуправа и представници од другите министерства, како и представници од кабинетот на премиерот. ЗЕЛС, како и секогаш, истапи со подготвен предлог концепт кој што оди во три насоки: фискална децентрализација, проширување на надлежностите на единиците на локална самоуправа и промени во организацијата на локалната власт. Заложбите беа во текот на 2020 година да ефектуираме дел од утврдените ставови, односно да се започне се префрлање на определени надлежности на локално ниво. Јас сум се уште оптимист дека ќе успееме да реализираме дел од плановите, иако во меѓувреме имаме драстични промени на политички план во државата. Голем оптимизам мене лично ми даде Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство, кое што прифати бројни наши барања за децентрализација и надлежности кои што ќе се префрлаат на општините. Делумно позитивни сигнали имаме од многу други министерства. Затоа и мислам дека ќе успееме да прецизираме определени законски одредби кои што треба да претрпат измени и ќе поминат собраниска процедура пред распуштањето на собранието за предвремените избори во април. Ако не стасаме до април, истава оваа политичка гарнитура после април ќе ги спроведе законите. Тоа мислам на сите ни е јасно. Би сакал да нагласам дека најголем приоритет на локалната власт е обезбедувањето на поголема финансиска стабилност. Она од што не отстапуваме е барањето да се обезбедат доволно средства за извршување на постојните надлежности што веќе ги имаат општините, а потоа да следи префрлање на нови, се разбира задолжително пропратени со адекватни финансиски средства за нивна реализација. Впрочем, како што е предвидено во Европската повелба на локалните власти. Во делот на фискалната децентрализација предлагаме зафаќањето од данокот на додадена вредност од сегашните 4,5% да се зголеми на 10% во полза на општините, а зафаќањето од сегашните 3% на 50% кога е персоналниот данок во прашање. Потоа, дел од приходите од Законот за игри и среќа и забавни автомати да биде приход на единиците на локална самоуправа. Етапно да се зголемува стапката на данок на имот во единиците на локална самоуправа, да се интегрираат капиталните дотации во една капитална дотација со неколку подсистеми и нивна распределба според објективни, правични и транспарентни критериуми.
Тука би ја вклучили и потребата од воспоставување на систем за финансиско воедначување на помош на единиците на локална самоуправа со недоволно, кои што имаат недоволно финансиски и даночни потенцијали. Овозможување на подобар пристап за задолжување на општините на домашниот и меѓународниот пазар на капитал, основање на фонд за локален развој. Исто така апелираме и до општините да секој од нас, колеги, си превземе активности за зголемување на сопствените приходи, особено во делот на данокот на имот. Апелираме до сите градоначалници да си ја обноват базата на податоци на даночни обврзници во однос на плаќањето на данокот на имот, потоа да извршат репроценка на даночната основица според актуелната методологија и да се стремиме кон зголемување на стапката на данок на имот во рамките на дадените законски можности од 0,1 до 0,2. 0,2%. Не сум човек кој што мисли дека сите финансиски проблеми на општините треба да бидат решени од страна на владата. Добар дел од работите треба да си признаеме и као градоначалници, не си ги имаме доволно до крај завршено. Во однос на проширувањето на надлежностите, предложивме тоа да се направи во повеќе области. Како што веќе реков, Министерството за земјоделие веќе прифатија да се префрли правото на управување на земјоделско земјиште, шуми, пасишта, но понудија и други дополнителни дејности кои што можеме да ги преземеме. Во областа на културата се направени анализите за префрлање на повеќе културни национални установи на локално ниво. Во однос на создавање на општинска полиција, Министерството за внатрешни работи изнесе определени забелешки за, но и определени забелешки против, и слични се и нивните ставови по барањето за пренесување на дел од управните работи на Министерството за внатрешни работи кон општините. И тоа дел од надлежности на МВР, меѓутоа и дел од управата за водење на матични книги. Она за што најмногу се залагавме да биде префрлено на локално ниво, тоа е надлежностите и односно работата на центрите за социјална политика. Министерството во овој момент е ригидно затоа што се донесе нов закон и чека да започна да се имплементираат политиките, меѓутоа во разговор со Министерката за труд и социјална политика, една година после имплементација на законот, значи некаде 2021 веќе можеме да навлеземе во процесот на децентрализација и на овие центри. Предложите за промени во организација на локална власт одат во насока на утврдување на можностите за напуштање на монотипниот вид на единици на локална самоуправа и воспоставување на политипен вид на единици на локална самоуправа со различни надлежности, кои што ќе ни бидат оригинерни, изборни, меѓутоа и оние кои што задолжителни, меѓутоа и оние кои што општините ќе можат да ги изберат во зависност од големината, економската моќ и изградените потенцијали на општината. Потоа, преиспитување на правниот статус на урбаните и местните заедници и нивните надлежности, избегнување на паралелни надлежности на град Скопје и општините во него, промени во составот на советите и слично. Во овој дел навистина ни е потребна поопсежна дискусија и поопсежна анализа. Ова се всушност предлози кои ние ги застапуваме и за кои веќе интензивно разговараме и се договараме со централната власт, а кои што се во насока на унапредување на системот на локална самоуправа во нашата земја. Сметам дека сето ова што беше денеска кажано е доволна основа за понатамошна дискусија на оваа конференција во наредните 2 дена и посакувам на конференцијата да има успешна работа, да извлечеме позитивни заклучоци, затоа што на крајот на денот, дали сме на централно, дали сме на локално ниво, треба да ги качиме квалитетот на услугите што ги пружиме од буџетските средства кон нашите граѓани. Нашата работа е да го подобриме животот на граѓаните во нашата држава. Благодарам.